Зборувајќи за нектарината во главите на повеќето луѓе, таа е неразделно поврзана со праската, исто како круша со јаболко, лубеница со диња, краставица со домат. Ова е природно бидејќи двете посочени плодови се слични едни на други, односно се чини дека имаат сличности, но сепак тие не се исти. Која е всушност разликата помеѓу праската и нектарината? Влакмислата, ова е мазната. Нектарината што е? Нектарината нема мов, рамна, мазна е, а праската е она наша стандардна што има и лушпа. Па нема некоја голема разлика. Нектарината е малку по-крсата, а другата праска може да биде по-блага. Како и за се останато, највидливи се надворешните разлики, а луѓето по тоа ја познаваат, но сепак разликите помеѓу праската и нектарината се многу поголеми. Постојат мали разлики од нутриционистичка гледна точка. Содржината на нектарините е малку погуста, па ако избереме плодови со ист диаметар, тежината се разликува. Затоа бројот на калории кај нектарините е поголем. Двете овошја сепак се здрава алтернатива на сладкото. Што се однесува до производството и продажбата, продавачите се децидни. Вака, нектарината се произведува исто како и она, и таа се расте на дрво, и таа се одгледува исто, се прска нормално за мушица, за тие работи, само што нектарината е многу по-нежна праска за нас продавачите. Нектарината е по 60 денара, она обичната е 50. Освен нектарината и овошјата типични за летниот период, граѓаните ги полнеа кесите со најнеопходното, а цените беа следни. Компир 35, лубеница 10, диња 20, домат од 40 до 60, краставица 30, банана 60, јаболко 40, праска 50, зелка 20 и пиперка 70 денари за килограм.